почитувани војници и старешини, припадници на армијата, ветерани на македонската одбрана, ценети екселенции, драги сограѓани. Денес на денот на армијата, подсетувајќи се на 120 годишнината од Илинденското востание и 80 годишнината од формирањето на баталјонот Мирче Ацев, се навраќаме на почетоците кога беа конституирани македонската армија и држава. За време на Втората светска војна, вашите славни претходници, борците на македонската народно-ослободителна војска, се бореја за слободна македонска држава во свет ослободен од злото на фашизмот. Македонскиот народ и македонските граѓани во оваа праведна двојна цел имаа визија за новиот свет кој надоаѓаше, поради што и станаа дел од глобалната антифашистичка коалиција. На крајот на студената војна и распадот на биполарниот свет, припадниците на армијата беа на браникот на македонската независност, чувајќи го општото добро и јавниот интерес на сите граѓани. Во исклучително сложен геополитички и безбедносен амбиент, армијата ги споделуваше сите предизвици и дилеми на новата држава. Десетици генерации припадници на армијата беа целосно посветени на остварување на врвната стратегиска цел, која го сплоти македонското општество по сите основи, а тоа беа евроатлантските интеграции. Долгиот и макотрпен процес на трансформација на одбраната кулминираше со македонското членство во НАТО, чин што според своето историско значење е веднаш зад референдумот за независност и членството во Обединетите нации. Денес во ова критично време за меѓународниот мир и безбедност ги гледаме ефектите од вашата посветеност. Во период кога руската инвазија врз Украина го втурна светот во нова ера на глобална несигурност, токму членството во НАТО ни овозможува полесно да ги издржиме бројните меѓусебно испреплетени кризи и геополитички и геоекономски шокови. Многу е полесно за една мала држава, кога заедно со над 30 сојузници се справува со новите сајбер, хибридни и други асиметрични закани, насочени против земјите со демократски вредности. Денес македонските граѓани се посигурни, токму поради безбедносниот штит на НАТО алијансата, а најистурен дел од тој штит сте вие, припадниците на армијата. Во овој контекст, од самиот почеток, како држава, придонесуваме кон заедничките напори за поддршка на Украина во незината праведна борба против руската инвазија. Нашата солидарност со Украина не е само символична, туку и мощна, конкретна. Ние сме меѓу првите 5 држави членки на алијансата според односот меѓу бруто домашниот производ и воената и материјално-техничка помош што ја даваме на Украина во овој критичен период. Меѓутоа, за да одговориме на радикално променетото безбедносно опкружување во Европа и светот, не смееме да живееме на стара слава. Тоа значи дека мора да продолжиме да вложуваме во нашата одбрана и безбедност. Новиот безбедносен контекст ги натера дури и државите, кои со децении се воено неутрални, да одвојуваат повеќе ресурси за сопствената безбедност, а некои од нив, за прв пат од Втората светска војна, вложуваат дури и во офанзивни воени системи. Нашата цел е да имаме армија која ќе биде не само структурно подобрена, туку и модернизирана со современи борбени средства и опрема за одбрана на татковината. За да го заокружиме овој важен потфат, неопходно е да ги реализираме плановите што предвидуваат вложување од 955 милиони евра за следните 10 години за модернизација и опремување и да не отстапиме од зацртаната цел да издвојуваме најмалку 2% од БДП за одбраната. Инвестирањето во одбраната е наша реална потреба не само заради зголемените безбедносни ризици, туку и за справувањето со последиците од зачестените елементарни непогоди и катастрофи. Почитувани војните конфликти и елементарните непогоди се акутни закани за безбедноста на луѓето на секаде низ светот. Изминативе 2 децении нашата армија учествуваше и се уште учествува во бројни мировни мисии предводени од НАТО, од Европската Унија и од Обединетите нации, придонесувајќи за воспоставување и одржување на мирот. Македонските мировници се ценет партнер на нашите сојузници. А сето тоа започна на 8 септември 2002 година
на денот на македонската независност, кога првите македонски мировници во Авганистан го означија почетокот на нашиот ангажман и придонес за меѓународниот мир и безбедност. Токму затоа донесов одлука да ги одликувам припадниците на тој контингент за прв пат во нашата историја со медал за учество во хуманитарни или мировни операции надвор од територијата на Република Северна Македонија. Во името на сите македонски граѓани ви благодарам што придонесовте за безбедноста на луѓето во тој дел од светот. Ценети присутни, втората голема закана за човековата безбедност доаѓа од природата, од вителот на елементарните непогоди и катастрофи. Како системски ризик, климатските промени ја мултиплицираат опасноста од суши, пожари, поплави, одрони и епидемии, што од година во година се зголемуваат по зачестеност и интензитет. Во буквално секоја кризна состојба, армијата е редовно ангажирана во поддршка на институциите со цел да им пружи помош на унесреќените македонски граѓани. Но армискиот ангажман не е ограничен само на македонска територија. Пред 10 дена потпишав наредба за испраќање на контингент на војници за да ја помогнат на пријателска Словенија да се справи со последиците од катастрофалните поплави. Во февруари годинава пак, пријателска Турција беше погодена од серија катастрофални земјотреси во кои животите ги загубија повеќе од 50.000 луѓе. Во истиот момент започна масовна мобилизација и солидарност на целото наше општество. Ние реагиравме без одлагање и веднаш го испративме тимот за заштита и спасување од баталјонот за специјални сили и водачи на кучиња обучени за трагање. Нашиот армиски тим беше меѓу првите 5 странски контингенти кои пристигнаа на лице место практично само 24 часа по земјотресот. Затечени од ужасните сцени на разурнати домови и изгубени животи, во траорна атмосфера на смрт и очај, тие самите велат дека иако учествувале во повеќе тешки мисии во Ирак и Авганистан, хуманитарната мисија во Турција од човечки аспект им била најтешка. Светската јавност сведочеше дека пребарувајќи го теренот во потрага по преживеани лица, нашите војници од урнатините успеа да извлечат 5-годишно детенце и со тој миг на радост среде општата тага донесоа зрак на надеж. Нивната мисија во Турција е потсетник на нашата морална обврска да направиме буквално се што можеме за да спасиме макар и еден човечки живот. Солидарноста во време на несреќи е најцврстата врска на пријателство меѓу луѓето и народите. Затоа, високо оценејќи ги нивните надчовечки напори, донесов одлука припадниците на тој армиски тим да ги одликувам со медал за храброст. Почитувани присутни, најголемото признание за припадниците на армијата не се ордените и медалите, туку довербата која во нив ја имаат македонските граѓани. Таа доверба која е висока во континуитет, не се купува со пари, ниту се изнудува со сила, туку се стекнува со посветена работа за она што е најважно за една држава и незините граѓани. Имено армијата е чувар на се она што го држи македонското општество заедно, од заштита на територијалниот интегритет и суверенитет, преку придонесот кон мировните мисии и колективната одбрана, па се до справување со последиците од елементарните непогоди. Со таквото свое однесување, припадниците на армијата не подсетуваат сите нас на нашата индивидуална, но и колективна одговорност да се грижиме за општото добро, а тоа е опстанокот на нашата заедничка република. Ова денес е исклучително тешка мисија. Децениите етнизација на политиката, партизација на институциите и поларизација во општеството го истиснаа јавниот интерес на маргините. Поради културата на неказнивост, корупција, непотизмот и криминалност стана најголема закана за општото добро. Расширената перцепција за некапацитетноста на институциите да обезбедат еднаквост пред законите ги деморализира граѓаните. Па наместо одговорност за општото добро, ние денес често сме обседнати со тесно партиски цели и лични интереси. Во вакви услови, да се врати општото добро во центарот на јавниот живот е тешка, но не и невозможна мисија. Ја имаме поддршката од огромното мнозинство наши граѓани, но и од многу наши пријатели од странство. Меѓу останатите значајни настани. Годинава армијата одбележува 30 години соработка со Националната гарда на Вермонт, меѓутоа македонско-американското стратешко партнерство не може да се сведе само на воената димензија.
Тоа е и однос во кој двете страни споделуваат исти вредности, меѓу кои на прво место се демократијата и владењето на правото. Почитувани, нам ли се потребни сериозни реформи, а во таа насока преговорите за членство во Европската Унија можат само да ни помогнат да ги мобилизираме сите ресурси и да ги направиме политичарите далеку поодговорни во својата работа. Критичен предуслов за тоа е да ги надминеме политичките разлики и да се обединиме околу започнување на преговорите, што ќе ни помогнат да спроведеме суштински реформи за доброто на сите граѓани. При тоа да се угледаме на армијата, да ги збиеме редовите и здружено да се посветиме на врвниот интерес и на оваа и на сите наредни генерации. Европска Македонија безбедна, стабилна и просперитетна. Нека ни е честит и за многу години денот на македонската армија. Благодарам.